Од топ 10 менаџерки во Македонија за 2017-та, според агенцијата Марили, 3 се од Прилеп. Сите три имаат различна приказна и различен рецепт за успешно менаџирање. Ирена Јакимовска е косопственик и менаџер во Конфи Ангел. Вели дека жените биле подеднакво прифатени во бизнис заедницата, исто како и припадниците на посилниот пол. Сепак, смета дека се потребни повеќе жени на клучни позиции во Македонија. За жал, за да бидеш успешен менаџер, Јакимовска вели дека било потребно голема жртва на приватниот живот, а дава и неколку совети. Тие се трите мерки кои што секој човек, независно дали деловен човек, дали припаѓа на понежниот пол или појакиот пол, треба да ги поседува. Првата е прагматичност, втората е секогаш околу себе да имате поуспешни и поквалитетни луѓе од вас, од кого што може да научите, и третата е честност. И секако јас сум би дополнила со работа и саморабота. Јана Јанеска Ристевски е претседател на уметничкиот совет и член на извршниот одбор на Центарот за современа ликовна уметност од Прилеп. За жал, работи од дома, бидејќи во моментов Центарот, институција која постои над 60 години, нема своји канцеларии. Еден од најголемите проблеми во културата било тоа што нема проценители за уметнички дела, нешто пак што им представувало проблем на уметниците кога ги продаваат своите дела во странство. Менаџер во културата во Македонија е тешко да се биде, меѓутоа не е неизводливо. Значи мора да се проба и мора да се почни. Зошто го спојувам со бизнисот? Културата мора да се спои со бизнисот, за да бизнисот слушни за културата и за вистинските вредности и за да бизнисот почне да ја поддржува културата и она што навистина вреди и останува на крајот позади нас. Наташа Стојковска, директор на набавка и логистика во Витаминка, смета дека кај нас нема доволно жени менаџери, а како главен виновник за тоа, гледа на нашиот менталитет и размислувања дека жената пред се мора да биде домаќинка и мајка, а дури потоа да работи. Признанието од Марили за неја представувало поттик за понатамошен успех. Рецепт за успешна жена менаџер нема, не постои. Сметам дека успешна жена е онаа која што ќе може да ги усогласи како приватните обврски, така и деловните обврски во еден работен ден. Ако се успее, значи, да се најде баланс помеѓу приватното и службеното време, тогаш таа жена за мене е успешна. Јакимовска, Стојковска и Јанеска Ристевски им порачуваат на сите припаднички на понежниот пол никогаш да не се откажуваат од своите соништа и секогаш да се трудат да ја остварат својата цел во животот.